Глаукомот е тешка и подмолна болест на очите која на почетокот нема изразени симптоми кои може да предизвикаат сомнеш кај луѓето да се јават на лекар. Оваа болест го оштетува очниот нерв и видното поле и доколку не се лекува навреме, сигурно води кон слепило. Единствен начин глаукомот да се открие е со мерење на очен притисок. Мерењето на притисок сега е безболна работа, имаме најсовремен безконтактен тонометар, 1 секунда е и на тај начин ќе можеме да полесно да откриеме покачен очен притисок на нашите пациенти, што е предуслов да може да имат и глауком. Но морам да потенцирам, секој зголемен очен притисок не значи дека имаме и глауком. За да имаме глауком треба да имаме оштетување на видното поле, оштетување на очниот нерв и треба да имаме оштетување на ретиналниот неурофибриларен слој. Заради тоа, со покачениот очен притисок само ни е сигнал на нас очните лекари да ги направиме деталните испитувања на пациентите на нашето очно поделение. Нормалната граница во која треба да се движи очниот притисок е 20 мм живин столб. Секое покачување над оваа граница подлежи на понатамошни подлабински испитувања. Покачувањето на очниот притисок не значи и глауком, затоа офталмолозите советуваат редовни контроли. 1 секунда е и на тај начин ќе можеме да полесно да откриеме покачен очен притисок на нашите пациенти, што е предуслов да може да имат и глауком. Колку пати требаат пациентите да вршат контроли за да видат дали имаат очен притисок? Контролите се врзани со возраста. До 7-та година се обавезни 2 прегледи на очно, систематски прегледи обавезни во 6-та година, во 5-та или 6-та пред почнувањето на прво оделение. Во текот на периодот обавезно се околу 18-та година прегледи и над 40-та година практично треба на секоја година проверка на оч, бидејќи почнуваат пресбиопија кај луѓето, се менува диоптријата за блиско, се појавуваат глауком, притисоци, дијабетот станува кај многу луѓе веќе се почесто присутен, што последиците ги дава ночите, така да повеќе болести сега дават последици ночите и прегледите на офталмолог треба да бидат што почести. Акциите за мерење на очен притисок се од голема корист за граѓаните. Добро ли е вакви да имат прегледи за очен притисок? Петка, добро е. Со овие добри акции, не само со очните прегледи, владата на Република Македонија многу акции вакви спроведува секаде во секои градови, па и добро е за нас граѓаните да има почесто вакви акции. Било за очен притисок, било за кривен притисок, било за што, значи овие се многу добри акции за нас граѓаните. Над 2% од граѓаните имаат глауком и се соочуваат со тешките последици од оваа болест. За таа цел Здравствениот дом во Штип организираше бесплатни прегледи за мерење на очен притисок за граѓаните на Штип на последниот ден од одбележувањето на светската недела на глауком, чие мото оваа година е да го победиме невидливиот глауком.